Јас сум син на земјата и небото. Глава 9. Еден летен ден попладне, на терасата од ловечката сала седеа на масата офицери собрани околу кралот Филип. Пред секого стоеше пехар со вино, но препирањето зеде замав, па ретко кој од нив се фати за пехарот. Кралот тврдеше дека тебанската коса фаланга е слабо подвижна и непрактична. Доволно е во текот на борбата да се направи брзо свртување, рече, и да се удри во фалангата одстрана и целиот собир на пешаци ќе се растори. Брзите маневри ја решаваат по победата. Даохте салецот, кривејќи ја устата и подмижувајќи, погледна во Пердика, како да го повикува за сведок дека кралот рекол глупост. Тој процеди низ заби. Епаминонда кај Леуктра ги победи спартанците благодарајќи на косата фаланга. Ги победи зашто спартанците се глупи, го брецна Филип, а ти си уште поглупав кога не го гледаш тоа. Од спартанците нема поборбени и поподвижни војници, одговори Даох. Секој борец е брз како секавица. И пак не можеа да ја задржат тебанската фаланга, додаде Пердика. Филип ја мазнеше брадата, гледајќи го напреку Даоха. Не го поднесуваше зашто тој беше подмолен и тврдоглав војник. Тебанците победија, рече, зашто никој не се надеваше дека ќе сретне во борбата подвижна кула составена од пешаци вооружени со долги копја. И покрај тоа спартанците кај Минитеа два пати успеа да ја скршат фалангата. Епиманонда, прободен со копје во ребрата, загина. Загина, но победи, потврли Клеандер. Филип го зеде пехарот, го крена и го испи до дното. Да имаше трета борба, рече, тебанците би паднале и никогаш веќе не би се кренале. Пердика одмавна со главата. Не би изгубиле и трета битка тебанците, рече. Фалангата не се скршува лесно, освен можеби со коњица. Филип се тргна. Со коњица? Викна Жими, Зевце и сите бугови на Олимп, рече со коњица? Да, така реков. А зарем не би можело со коњици и групно да се бори, а? Офицерите молчеа. Даох пакосно се смееше, Калеандар со ножот го делкаше стапот, симнувајќи ја кората од него. Пердика ги посматраше децата како си играат во дворот со магарето. Перменион, стоејќи подпрен со плеките на столбот, единствен го впери погледот во кралот. Тој прв проговори. Досега коњаниците се бореа одделно. Секој според својата вештина и храброст победуваше или паѓаше. Филип удри со тупаница на масата. Свршено е, рече. Ке се обидеме да ги извежбаме нашите коњаници да се борат во збиен поредок. Обидете се, додаде Даох, но нема ништо да постигнете. Офицерот стана и прозивајќи се и протегајќи се додаде. Кралот Филип, најдобар скротувач на коњи, сака сите борци да бидат скротители. Мој кралу, поради тоа ќе изгубиш борбата, а на атинањите ќе им дадеш нов повод да те измајуваат. Ќе ти се смее цела Елада. Нека се смеат, ќе имаат време и да кукаат. Откако го рече тоа, Филип стана. Погледот му падна на 4 момчиња што си играа во дворот со магарето. Сите се обидуваа да седнат на грбот од магарето, се потурнуваа едно со друго, паѓаа, стануваа, пак се обидуваа и паѓаа. Играта се продолжуваше се додека не му здодеа на магарето. Тоа се тргна и клоцна со задните нозе. Децата со смеење се разбега и почна да се подготвуваат да ја продолжат играта. Вистинска македонска настојчивост, рече Пременион. Кај децата или кај магарето? Праша Даох. Во секој случај магарешка настојчивост, се насмеа Пердика. И Филип се насмеа. Што велиш на овие мудри забелешки, Пременионе? Таму е и твојот син Филота. Твојот кралски збор и во овој случај нека биде решителен, се насмеа офицерот, но и твој син Александар е меѓу децата. Сите тие ќе бидат добри коњаници, додаде Филип замижувајќи. И ќе се служат во коњаничката фаланга, додаде Даох. Кралот не ја чу оваа пакосна алузија, зашто веќе беше влегол во ловечката сала и почнал да се извикува на робовите етиопјани што лежеа во ќошот на сламата покриена со рогозени. Некои спија и грчеа како да е полноќ. Джвакајајќи со устите без заби смокви, се појави за еднашнала воспитувачот Леонида. Момчиња, викна, ајде на учење, оставете го магарето за да не се изравните со него во знаењата. Старецот седна на една клупа во сенка, момчињата на друга пред него. Не сте богобојазливи, им рече.
Идните државници и офицери треба да бидат сериозни. Воспитувачот се накашла, плукна настрана и почна да прашува. Еден од вас утринава се качи на покривот од шталата. Момчињата молчеа. Строгиот поглед на воспитувачот поминуваше од едно на друго. Кој се качи на покривот од зградата и ги кршеше керамидите? Момчињата се погледнуваа како да се чудат на такво прашање. Стариот, ширејќи во со прачката во песок од грчки букви, рече со повисок тон. На тоа прашање нека ми одговори Филота, синот Перменионов. Филота почна да ја голта плуканката и да се тресе, му залетна и се закашла. Откако се срете со погледот на воспитувачот, исцеди. Се качи Птоломеј, синот Лагов. Тој се качи на покривот и ги кршеше пирамидите. Птоломеј? Птоломеј. Одмовна со рака воспитувачот. Иден генерал се качува на покрив од штала. Наеднаш, како да се присети, Леонида благо додаде. Сигурно сакаше да вршиш посматрање? Од висина видикот е поширок. Така е, тоа сакав, со олеснување рече обвинетото момче Птоломеј. Лаже, не сакаше тоа, се вмеша Александар. Идниот генерал го бркаше мајмунот по покривот. Мајмунот? Мајмунот го бркаше, се изненади воспитувачот. Мајмунот, па што? Противејќи му се врати Птоломеј. Старецот беспомошно ги собра рамениците. Тогаш со заповеднички глас додаде. За казна 10 пати на својата табла ќе ја напишеш песната Аполонес јаен. Јас таа песна ја знам напамет. Ако, ќе ја напишеш 10 пати. За момент беше тивко. Леонида се загледа во пурпурното небо на запад, каде што зајде сонцето пред малку. Момчињата со уживање посматраа како се тепаат две страчки, нишајќи се во гранките на умориката во градината. Воспитувачот мислеше кое прашање да им го постави на учениците. Најпосле реше. Нека ми каже Александар, синот Филипов, дали еден генерал смее да се игра со мајмуни? Смее, ако му е сличен, одговори прашањето. Другите, задавувајќи се од воздржана смеа, почнаа да се подбуцнуваат и да се подбиваат за сметка на Птоломеја, а тој всцрвенат во лицето врати. Смее ли еден крал да си игра со магаре? Смее, ако магарето е попаметно од него, рече Филота. Дури сега настана смеење. Белото лице на Александар го обли руменило. Тој го удри Филота со дупаница по устата. Момчето падна од клупата, Александар летна по него. Момчињата се тепаа, се тракалаа по песокта и се касаа едно со друго. Се разделија дури кога почувствуваа дожд праќе со кој ги посипа воспитувачот. Изненаден од чудо, Леонида ги раздели момчињата и повторно ги намести од клупата. Безбожници, мрамореше старецот, никогаш од нив нема да биде ништо. Александар и Филота крвнички се гледаа, лижејќи ги устните и носињата, ги стегаа малите тупаници и се закануваа еден на друг. Жими Хирона, викна старецот, ќе ве тепам вас со овој прат се додека во ракава не ми остане само крајчето. Слушајте го сега прашањето и одговарајте како што треба, зашто пратот пак ќе проработи. Старецот извади од скутот смоква, ја згмечи со прстите, ја стави во устата и почна да ја џвака. Момчињата беа смуртени. Единствено Александар се смееше. Нему му помина лутината. Филота го гледаше подмолно. Птоломеј зајадливо, а четвртото момче Фригија, дебелко и тромо, фучеше низ завите и носот и ги стискаше тупаниците како да има намера доправа да се тепа. Учителот почна да поставува прашања. Кои ви се најголеми пријатели? Таткото и мајката, одговорија децата во еден глас. Кого треба најмногу да го сакате? Таткото и мајката. А по нив својата татковина. Таа ни е исто како таткото и мајката. Која земја треба да се брани до смрт? Татковината. А која најмногу? Само татковината. Кого треба најмногу да го мразите? Демостена, синот Демостенов. Кој ви е непријател? Секој кој ја напаѓа нашата татковина. И уште кој? И тој што го напаѓаме ние. Одлично. Воспитувачот задоволно ја џвакаше смоквата. Чешкајќи ја својата ретка брада, стана од клупата, ги стави рацете назад и почна да се шетка пред момчињата гледајќи в земи. Момчињата се посмевнуваа и се подбуснуваа со лактите, зашто воспитувачот десната нога премногу ја изфрлаше настрана.
Леонида беше роднина на Олимпијада и неодамна дојде од Епир во Пела да биде воспитувач на Александар и неговите другари. Горд поради сродството со кралицата, на никога не му дозволуваше да го вика наставник. Тој беше дворјанин и воспитувач и сакаше да остане тоа до крајот на животот. Меѓутоа, другиот воспитувач, кој се викаше себе си наставник, беше Лизимах, припрост, но вешти зајадлив човек, родом од Акраканија. Брзо се здоби со наклоноста на кралот Филип, зашто го викаше Пале, Александар Ахил. Тоа беше причина што стариот Леонида вриеше од бес кој ќе го догледаше Лизимаха, па и сега, кога се појави другиот воспитувач, старецот ги забра за чекорите и дувајќи со носот почна да мрмори. Зашто размислува стариот Хиронов потомец, праша Лизимах зајадливо. Леонида го погледна накриво и не одговори. Нека ти помогнат боговите, о Леонида, да го разврзеш тешкото прашање што ја мачи твојата учена глава, смејќи се пакосно рече Лизимах. Старецот ја крена главата и со маченички израз на лицето одговори. Жалам. Кого го жалиш? Божицата Реја, која ќе помислиш кого се мора да го носи на своите стари плеки, ме обзема жалост. Лизимах блажено се насмеа и со милозлив тон во гласот рече. Сигурно не мислиш на себе кога зборуваш така. Мислам на тебе, се врекна старецот, крокорејќи ги очите. Мислам на твоето селско семојство, на твојот коњски ум, како се правиш воспитувач, што треба да биде крал. А твојот ум, се насмеа Лизимах. Жими хермесовите сандали не би можел да избројам ни до 40, а ти барем 3 пати да не сгрешиш. Ја ставам својата слобода на коцка, од сите грчки букви барем 8 не би можел да напишеш. Леонида ја заниша главата и се замисли. Најпосле како да го најде вистинското решение рече. Ке ги потплатам конјушарите да ти истепаат, ти, страчко со криви нози и грабливи очи. Сигурно ќе заглавиш на бесилка ако не умреш од сакагија. Момчињата со уживање ја следеа кавгата на воспитувачите, но Леонида им подвикна и тие се распрскаа по дворот, готвејќи се да одат секој во својата куќа. Воспитувачите останаа да ја продолжат кавгата, а Александар го повика Олимпијада. Кралицата сакаше да разговара со својот син, која ќе падне мрак, карче светилката. Треперливата светлост ги поместуваше сенките, црни и издолжени, и паѓаше на бронзените статуи на Орфеа, Диониса и Деметра. Како во сон, предметите во одајата добиваа поинаква форма. Гробната тишина ги задушуваше и притискаше душите, предизвикувајќи неспокојство. Статуите на боговите изгледаа како да пораснале во височина и широчина. Слабата светлина на светилките трепереше како душа на човек пред умирање. Одеднаш, низ отворениот прозорец блесна месечинската светлина, продре во одајата и кршејќи се на рабовите од предметите се растори по подот и ги прегри сенките. Полната месечина го појавуваше бледото лице над гранките на платаните. Во одајата седеше малиот Александар. Кралицата лежеше на миндерлакот и со затворени очи мрамореше неразбирливи зборови. На момчето му се чинеше дека изговара молитви наменети на боговите во темницата и долниот свет. Одеднаш Олимпијада се поткрена. Незините зелени очи се впија во момчето. Дали знаеш кој си ти? Му рече. Момчето ја наведна главата и не одговори. Кралицата го помилува по косата. Ти си син на земјата и небото. Детето затрепери и ја поткрена главата. Твојот татко е Зевс, запамети го тоа. А кралот Филип? Праша со страв момчето. Тој не ти е ништо. Јас сум ти мајка, а вистински татко ти е Зевс, кога треба најмногу да го сакаш. Таткото, мајката и татковината. Татковината, се насме Олимпијада. Твојата татковина е целиот свет. Запамети го ова добро. Брат, роднина и пријател ќе ти биде секој човек ако работи за тебе и ако е посветен, макар бил Елин, персијанец, египјанин, дури и скитник. Македонците со кралот Филип представуваат толпа војници што ќе ти послужат кога ќе дојде твоето време. Нив треба да ги сакаш зашто ти си син на Зевса и Олимпијада, син на земјата и небото. Кралицата стана од миндерлакот, го фати момчето за рака и го доведе до прозорецот. Гледај, рече, целиот свет, колку што покрива небото, ќе биде твој. Можеш ли тоа да го замислиш? Можам, наивно рече дремливото момче. Се ќе биде твое.
Зари небото? И небото и земјата. Ти си Божји син, запамети. Тоа е тајна што ја знаеме јас и ти. Ако ја одадеш некому, ќе умреш. Момчето се стресе, мајка му го фати за рака, го изнесе од отајата и го предаде на робинката што чекаше во ходникот. Што си ти? Го праша уште еднаш. Син на небата и земјата, шепна момчето. Кралицата й се обрна на робинката. Дај му да вечера и одведи го да спие. Робинката го одведе момчето. Тебанката Гликера и тебанецот Диота бегаа кон југ. Избегнувајќи ја Ематија, област со богати пасишта, рамна и добро населена, стасаа до шумските предели околу илирскиот град Арнис. Во близината на реката Халкијакон, Диота во едноселце украде овца и торба смокви. Со тоа бегалците се хранеа неколку дена, одејќи по течењето на реката. Ден ја спија, криејќи се по пустите врбаци и тополи, а ноќе, управувајќи се под звездите, одеа по патиштата и врвици што ги познаваше убаво Диота. Шестиот ден стасаа до градот Аргира во Тесалија. Сега веќе надвор од опасноста на потерата, ако тргнала по нив, бегалците застанаа во едно село, каде што беше куќата на коњушерот Диота. Неговиот татко и мајка срдечно ги пречекаа младата жена и својот син и ги гостеа 10 дена. Потоа, Гликера сама го проложи патот, а Диота остана дома. На разделба момчето рече: Знаеш каде ќе ме најдеш. Од дома не одам никаде се дека ти или твојот маж не ме повикате. Кога ќе се решите на одмазда, јас сум ваш. Петиот ден по разделбата, Гликера беше во Теба кај своите родители.